Првиот Вселенски собор беше свикан од светиот цар Константин Велики во Никеја, Витинија. Тоа е од прилика 140 километри оддалеченост од Константинопол во 325 година. Главна причина за свекување на соборот беше соочување со ереста на Ари, која што предизвика бранувања и немир на секаде во црквата. Ари е роден во Либија 256 година. За ѓакон бил ракоположен од архиепископот Петар Александриски, кој и ке го одлачи од црквата заради учество во некои групи со расколнички тенденции. Наследникот на архиепископот Петар, архиепископот Ахили, повторно ќе го прими Ари во црквата и ќе го ракоположи за свештеник во Александрија. Ари ќе почне да ја проповеда својата ерес во 318 година, та гледајќи дека злото се шири, тогашниот негов архиепископ Александар Александриски ќе свика подрачен собор во 320 година, на кој Ари ќе биде повторно одлачен од црквата. Ари не ќе може веќе да остане во Александрија, па ќе побара прибежиште во Палестина, а потоа и во Никомидија, каде што епископот Евсевиј, кој бил почитувач на Ариевиот учител Лукијан, одново ќе го прими Ари за свештеник во неговата епархија. Ари за сето време ќе го шири своето еретичко учење за Синот Божји. За таа цел ќе состави книга стихови со наслов Талија, наменета за необразованите луѓе, а ќе состави и песни за морнари, патници, воденичари. Следствено, немирите и раздорите во црквата ќе нараснат до таа мерка што ќе бидат исмевани во незнабожечките театри. Еден од најстарите и најуважени епископи, Осий Кордопски, ќе ги испита сите случувања и ќе му ги изложи на царот Константин, после што ќе следи одлуката за свикување на соборот. Подготвителната работа на соборот ќе започне на 20 мај 325 година, а официјалниот почеток на соборот се случува на 14 јуни во присуство на великиот цар Константин. Соборот ќе заврши со работа на 25 август 325 година. Постојат различни гледишта за бројот на епископи кои учествувале на соборот. Евстатий Антиохиски спомнува бројка од 270 отци, додека светиот Константин Велики посочува бројка од 300 отци. Конечно, светиот Атанаси Велики користи различни бројки за да стигне до бројката 318. Од тогаш се задржува бројката 318. Од сите отци на соборот, од западот ќе земат учество само 5 а со соборот покрај царот ќе председава епископот Осий Кордопски. На страна на отците на црквата ќе се најдат Александар Александриски со неговиот ѓакон, подоцнежниот патриарх Александриски Атанасий Велики, потоа Николај Мирликиски, Спиридон Триминтуцки, Макари Јерусалимски, Евстатий Антиохијски и многу други.
На страната пак на Ари се наоѓаат Евсеви Никомидиски, Евсевина Кесарија Палестинска, Теодор Ираклиски. Бројот на аријанските епископи бил навистина многу мал. Веројатно вкупно 17 епископи, придружувани од философи, ритори и од софистот Астерий. Составот на учесниците на соборот очигледно бил многу разновиден. За прв пат во историјата представници на поедини христијански провинции ја имале таа радост да се видат меѓусебно. Изгледало како да се случува педесетница, како во времето на апостолите. Постоеле високо образовани свети отци, како например Александар Александриски, но и такви со апостолска едноставност, како Спиридон Тримитунски, кој дури и кога постанал епископ, не престанал да го носи на паша своето стадо. При таква разновидност на духовни дарови и научна подготвеност на отците на соборот, можете да предпоставите неговата догматска задача била мощне тешка. Како што веќе предочивме, од една страна, главната цел на соборот беше осудата на аријанизмот. Од друга страна, соборот имаше за цел и точно изложување на православното догматско учење за нашиот Господ Иисус Христос. Втората ипостас на Пресвета Тројца, бидејќи неговото божество беше одрекувано од страна на свештеникот Ари, кој што беше ученик на Лукијан. Некои научници сметаат дека Лукијан е еден од основачите на антиохиската школа. Во еретичкото учење бил наследник на Павел Самосатски. Павел Самосатски станал епископ антиохиски во 260 година, а за своето учење бил расчинет 268 година и тој проповедал дека Бог е една личност. Синот пак и Светиот Дух за него се идентични, безлични, божествени сили. Логосот и Христа не ги поистоветувал, за него Логосот бил сила, а Христос еден човек. Та помеѓу Логосот и човекот Христос постоело само етичко единство. Сепак, оддалечувајќи се од учењето на динамичкиот монархијанизам, Лукијан го признал Логосот Божи како втора ипостас, но го сметал за создание, бидејќи не е, како што велел, агенитос, нероден. Значи создание, кога што Бог го создал пред сите векови со неговата слободна волја. Иако нероден, Христос бил сметан од Лукијан сличен на Отецот и целосен Бог, плирис Θεός, така се изразувал. Да се биде лукијанист на јазикот на александриските отци на 4 век, значело да се биде личност со сомнителен карактер, а на јазикот на источната црква значело да се биде добро образована личност. Тешко е до детали да се разјаснат Лукијановите догматски гледишта, а познато е дека тој маченички пострадал во 312 година. Од првиот Вселенски собор не се сочувани документи во смисла на праксис, на зборник, така што од овој собор се останати символот на верата, заклучоци во облик на 20 канонски правила
и нецелосни списоци на отците. Александрискиот свештеник Ари, започнал да учи дека постоел временски период пред Бог Отец да го роди Синот, во кој што временски период Синот не постоел. Ари го прифаќал личностното постоење на Логосот, но ја отфрлал неговата божественост според природата, затоа што го сметал Логосот за создание. Ари за Синот карактеристично велел, и тоа е останато, велел ин поте ук ин ке ук ин прин егените. Тоест, беше некогаш кога не беше и не беше пред да се роди. Црквата најпрвин му се спротистави на арианизмот со учењето на светиот Александар Александриски, кој што ја нагласуваше личностната автономија на Логосот. Овој светител за Синот го користеше терминот агенитогенис, неродено роден, со цел да го објави неговото потекло од Отецот и за да го разликува од созданијата, кои што се од ништо родени. Црковната и теолошката борба против Ариевото злословие и кривоверие, видовме, доведе до свикување на првиот Вселенски собор. На соборот беше изразена и соборната вера за втората ипостас на Света Тројца во познатиот никејски символ на верата. Символот произлезе од постоечките символи при крштевањата и во него се прави јасно разликување помеѓу термините раѓање и создавање. Во обликувањето на догмата од Никеја голем придонес даде светиот Атанаси Велики. Според светиот Атанаси, со учењето на Ари станува невозможно спасението и обожението на човекот. На тој начин, арианизмот прави оживување на идололатријата, бидејќи согласно на Ари, христијаните се принудени да му служат на Логосот не како на Создател, туку како на едно од созданијата. Спасението, според светиот Атанаси Велики, не се состои во едноставен етички напредок на човекот, туку во неговото онтолошко возобновување, преку учеството во божествениот живот во Христа. Само несоздадениот Бог може да го спаси создадениот човек. За светиот Атанаси, раѓањето на Синот воопшто не се поврзува со создавањето на светот. Многу е битно да се истакне дека светиот Атанаси Велики ја разликуваше теологијата од домостројот, од икономијата, со што едноставно не се допушта и не е возможно согледување и вкалапување на вечниот однос на личностите на Света Тројца во световни рамки. Тој ги разликува односите во предвечната Тројца, Аидија Триада. Можеме на крајот од предавањето да проговориме за овие термини. Значи, односите во Тројца пред создавањето на светот од односите на Тројца на домостројот. Значи, односите на Тројца со создадениот свет.
Синот, само како несоздаден, може да има совршено познание на Отецот. Светиот Атанаси Велики јасно го нагласува единството на Богочовекот Христос и немешањето, асинхито, на неговите две природи. Ја повторуваме изреката на овој голем светител, која што е позната насекаде: Логосот постана човек за ние да можеме да постанеме богови по благодат. Обожението значи восиновување од Бога. Според учењето на овој светител, кога се роди од Пресветата Богородица, Логосот не се соедини само со еден човек, но со сета човечка природа. Неговото тело е корен на нашето воскресение и спасение. Избавувањето како дело на Логосот во суштина значи восовршување и возобновување на созданието. Но благодата која што избавувањето му ја принесува на човекот е многу повеќе од едно просто враќање во првобитната состојба, која што тој ја изгуби со падот. Бидејќи Логосот постана тело, така и човекот постана вечен учесник во Бога. Неопходно е да се истакне дека при составувањето на Никејскиот дел од символот на верата, самиот цар Константин, за да се одреди односот на Синот Божи кон Бога Отца, предложил да се внесе терминот homoousios, единосуштен, термин кој го уништувал аријанското еретичко учење. Покрај Никејскиот дел од символот на верата, за да се отклонат можности тој да биде поинаку толкуван, била додадена и следнава анатема. Оние кои говорат дека било време кога не бил Синот, дека он не постоел до раѓањето и дека настанал од небитие, или тврдат дека Синот Божи има битие од друго битие или суштина, или дека он е створен или променлив, Соборната црква ги предава на анатема. Двајца епископи не го потпишале символот на верата. Други двајца одбиле да стават подпис на анатемата, а подоцна ќе се покаже дека некои потпишале само со рака, а не со душа, само за да избегнат протерување од нивните катедри, иако во себе останале аријанци. Соборот го регулирал празнувањето на Пасхата и спомнавме востановил 20 канони. Догматската победа над аријанците, која што е остварена на Никејскиот собор, ја антиципираше историската победа на православието. Вредноста на Никејската вера станува неотуѓлив дел од теолошката свест на православните, која ги чисти сите талози аналогни со аријанството. Споменот на Светиот Прв Вселенски собор, одржан во Никеја, црквата го совршува секоја година во 7-та недела после Пасха.